Благословен нашия Бог, постоянно сега и секогаш, и во сите векови. Амин. Свети Боже, свети грехи, свети бесен, помилуй нас, свети Боже, свети грехи, свети бесен, помилуй нас, свети Боже, свети грехи, свети бесен, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Святому Святому. Аминь. Господи, 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 помилуй. Пресвятой, помилуй нас, Господи, Господа Исуса Христа, да внимаваме. Ти се чита о светот Евангелист и апостол Господо свети Јован, да внимаваме. Слава долготерпението Твоему, Господи. Им рече Господ на своите ученици: сега се прослави Синот човечи и Бог се прослави во Него. Ако Бог се прослави во Него, и Бог ќе го прослави во себе, и веднаш ќе го прослави. Чеда, уште малку сум со вас, ќе ме барате, и како што им реков на јудејците, дека каде одам јас, вие не можете да дојдете, и вама ви зборувам сега. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг, како јас што ве возлюбив, така и вие да се љубите еден со друг. По тоа ќе ве познаат сите дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. Симон Петар му рече: Господи, каде одиш? Исус му одговори: каде што одам јас, ти не може сега да дојдеш по мене, но подоцна ќе врнеш по мене. Петар му рече: Господи, зошто не можам да идам по тебе сега? Душата своја ќе положам за тебе. Исус му одговори: душата ли ќе положи за мене? Вистина, вистина ти велам, нема да запе Петар додека три пати не се одречеш од мене. Да не се плаши срцето ваше, верувајте во Бога и во мене верувајте.
Во домот на мојот отец има многу места за живење, а да немаше, јас ќе ви кажа, одам да подготвам место. И кога ќе отидам и ќе ви подготвам место, пак ќе дојдам. А каде одам, јас знаете, и патот го знаете. Тома му рече: Господи, не знаеме каде одиш и како можеме патот да го знаеме. Исус му рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Ако бевте ме познавале, ќе познававте и мојот Отец. И од сега го познавате и сте го виделе. Филип му рече: Господи, покажи ни го Отецот и достани е. Му рече Исус: толку време сум со вас и не си ме познал уште, Филипе. Кој ме видел мене, го видел Отецот. И како ти велиш, покажи ни го Отецот. Не веруваш ли дека јас сум во Отецот и дека Отецот е во мене? Зборовите што ги зборувам, од себе не ги зборувам и Отецот, а Отецот кој секогаш е во мене. Он ги врши делата. Верувајте ми дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Ако ли пак не тогаш верувајте во мене заради делата. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги правам јас и тој ќе ги прави, и поголеми од нив ќе направи од нив. Јас си одам при својот Отец, и што и да посакате од Отецот во моје име, тоа ќе го направам, за да се прослави Отецот во Синот. Ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Јас ќе го помолам Отецот и ќе ви даде Дух Утешител, за да биде со вас довека. Духот на вистината, кого светот не може да го прими, оти не го видел, ниту го познава. А вие го познавате, зашто во вас е и во вас ќе биде. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам при вас, уште малку и светот ќе нема да ме гледа, а вие ќе ме гледате, зашто јас живеам и вие ќе живеете. Во оној ден вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец и вие сте во мене, и јас сум во вас. Кој ги има заповедите мои и ги пази, тој е оној што ме љуби. А кој ме љуби мене, возлюбен ќе биде од мојот Отец. И јас ќе го возлюбам и сами ќе му се јавам, му рече Јуда не Искариот. Господи, зошто сакаш нам да ни се јавиш, а не на светот? Исус одговори и му рече: ако некој ме љуби, ќе го пази словото мое и мојот Отец ќе го возлюби. И ќе дојдеме при него и живеалиште во него ќе направиме. Кој што ме љуби, не го запазува словото мое. А словото што го слушате не е мое, тук на мојот Отец, кој што ме испрати. Ова ви го рекол бидејќи сум со вас. Утешителот пак, Светиот Дух, кого Отецот ќе го испрати во мое име, он ќе ме научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви зборувал. Мир ви оставам, мирот свој ви го давам, јас ви го давам не како што го дава светот. Да не се плаши срцето ваше, да се бои. Чувте дека јас ви реков, одам и пак ќе дојдам при вас. Ако ме љубевте, вие ќе се зарадувавте што реков, одам при мојот Отец, зашто мојот Отец е поголем од мене. И сега ви кажам, уште пред да се исполни, така ќе се исполни да поверувате. Нема веќе многу да зборувам со вас, ако иде кнезот од овој свет и тој во мене нема ништо. Но за да разбере светот дека го љубам Отецот и како што ми заповел Отецот, така и правам. Станете да се одиме одовде. Јас сум вистинската лоза и мојот Отец е лоза. Секоја прачка во мене која не дава плод, он ќе ја исече, и секоја која дава плод ќе ја очисти, за да принесе повеќе плод. Вие сте веќе чисти преку словото што сум ви поведал. Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Како што прачката не може да доби плод сама од себе, ако не има лозата, така и вие, ако не бидете во мене, јас сум лозата, а вие прачките. И кој е во мене, јас во него, тој ќе даде плод, без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, ќе биде исврен надвор како прачката и ќе се исуши. И ќе ги соберат, и во оган ќе ги фрлат и ќе ги изгорат. Ако останете во мене и зборовите мои во вас, тогаш што и да посакате барање ќе ви биде дадено. Со тоа ќе се простиви мојот Отец, ако вие принесувате многу плод и ако бидете мои ученици. Како што ме возлюби Отецот и јас го возлюбам вас, бидете во мојата љубов, ако ги пазите моите заповеди, ќе
ќе останете во мојата љубов, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта негова. Ова ви го реков за да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Ова е мојата заповед, да се љубите еден со друг, како што воздобив и јас од оваа љубов, никој нема поголема да ја положи душата своја за своите пријатели. Вие сте мои пријатели, ако го вршите ова што ви заповедувам јас. Не ве викам вите слуги, зашто слугата не знае што работи Господарот, туку ве викам пријатели, оти ви кажав се што сум чул од мојот Отец. Вие не ме избравте мене, но јас ви избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод, и плодот ваш да остане, да што и да посакате од Отец во моје име да ви даде. Ова заповед ви ја давам, да се љубите еден со друг. Ако светот ве мрази, знаете дека мене светот уште пред вас ме замрази. Да бевте од овој свет, тога светот ќе го љубеше своето, но бидејќи не сте од светот, кој јас ви избрав од светот, затоа светот и ме мрази. Помнете ги зборовите што ви реков јас. Ниеден слуга не е поболен од својот Господар. Ако мене ме гонеа, и вас ќе ве гона. Ако моите зборови ги запазе, и вашите ќе ги запазат. Ама сето ќе ви го направам заради моето име, оти не го знал оној кој што ме испрати. Да не бев дошол и да не бев изборувал, грев немаше да има, но сега тие немаат изговор за својот грев. Кој што ме мрази мене, го мрази мојот Отец небесен. Ако не бев направил мирни дела, како што никој друг не направил, грев немаше да има, а сега и видова и ме замразија мене и мојот Отец. Ама нека се исполни словото напишано во Римиот закон, дека ме замразија без кривица. Ако ќе дојде утешител, он ќе го испратам јас од Отецот, духот на вистината кој ќе изведе од Отецот, он ќе сведочи за мене, а и вие ќе сведочите бидејќи од почетокот сте со мене. Ова ви го кажав за да не се соблазните, ќе ви старуваат се на Богите, но ќе настапи време кога секој што ќе ве убие и мисли дека на Бога му принесува служба. И ова ќе го прават, ќе не го позна Отецот ниту мене. Но ви го кажувам тоа, како ќе дојде времето да се сетите дека јас сум велико, а од почетокот не ви го зборував ова, зашто бев со вас. А сега одам кај оној кој што ме испрати и никој од вас не праше каде одиш. Но затоа што ви го кажав ова, срцето ваше се исполни со тага. Ама јас вистината ви кажувам, парно е за вас јас да си отидам, но ако не си отидам, утешителот нема да дојде при вас, ако пак заминам, ќе ви го испратам. И он кој ќе дојде, ќе го изоблече свето за грев, и за правда, и за суд, за грев дека не верувате во мене, за правдата и јас си одам при својот Отец и веќе нема да ме видите, а за суд, зашто влезот на овој свет осуден. Имам уште многу да ви кажувам, но сега можете да носите. Ако ќе дојде во духот на вистината, ќе го упати на секоја вистина, но од себе нема да зборува, а ќе го говори што ќе чуе и ќе ви ја каже вистината. Он мене ќе ме прослави, зашто од моето ќе земе и ќе ви јави. Се што има Отецот моје, затоа и ви реков дека од моето ќе земе ќе ви јави. Уште малку и нема да ме гледате, како малку пак ќе ме видите, зашто се одам при Отецот. А некој дучите на негови себе како ми себе. Што е тоа што ми вели уште малку, има пак да ме гледате, ако малку пак ќе ме видите, иде пријасно при Отецот. И се зборува така што е тоа што го вели, уште малку. Разбра Исус дека сака да го праша и му рече, затоа ми се пренашувате помеѓу себе што е уште малку, и нема да ме гледате, и по малку пак ќе го видите. Вистина ви велам, дека вие ќе заплачете и ќе заридате, а светот ќе се зарадува. И вие ќе бидете нажалени, а нажалоста ваша ќе се претвори во радост. Жена кога раѓа има болка, и дошло времето неизино, но што ќе го роди детето од радост, не ги помни веќе болките, зашто се родил човек на светот. Па така и вие сега сте нажалени, ама јас пак ќе ве видам и ќе се зарадува срцето ваше и радоста ваша, никој нема да ми одземе. И во тој ден нема да ме прашате и за ништо. Вистина ви велам, што и да го сакате од Отецот мој ќе ви даде. Во сега ништо не сте барали во моје име, барете ќе го видите за да биде радоста ваша полна. Параболи ви кажував, но ќе биде час кој ќе во параболи нема да ви зборувам, туку мирно ќе ви известам за Отецот. Тој ден ќе говорите во моје име и не ви велам дека ќе го помолам Отецот за вас,
вас, и самиот Отец ве милува, зашто вие ме засакавте да поверувавте дека јас сум излегол од Бога. Излегол од Отецот и бил во светот, сега повторно постав во светот и будам при Отецот. Но рекоа учениците негови, еве сега откриено зборуваш, никаква парабола не кажуваш. Сега узнавме дека знаеш се и нема потреба некој да те праша, заради тоа веруваме дека од Бога си излегол и во Бога Исус. Сега ли верувате? Иде часот и настапува веќе, за да се разбегате секој при своите и мене сам да го оставите. Ама јас не сум сам, бидејќи Отецот е со мене. Ова ви го реков за да имате мир во мене. Во светот ќе имате маки, но не бојте се, зашто јас го победих светот. Ова го каже Исус, па ги подигна очите своји до небото и рече: Отче, дојде часот, ослави го свој син, за да го прослави синот твој, како што си му дал власт над секој дело, да преку се што си му дал, за да им даде живот вечен. А животот вечен е тоа, да те познат тебе, единствениот истински Бог, испратениот од тебе Исуса Христа. Јас те поставив на земјата, го изврши делото за кое си ми го дал да го извршам. И сега прославиме ти, Отче, во тебе самиот, со славата што ја има во тебе, што е светот пред да постане. Го објавив името кое на луѓето кои си ми дал во светот. Тие беа твои, а ти ми ги даде и го запази твоето слово. Сега разбрав дека се што си ми дал од тебе, зашто зборовите што си ми ги дал, им ги предадов и тие ги примија и разбрав истината од тебе со излегол и поверувам дека ти си ми испратил. Јас за нив се молам, не се молам за сиот свет, туку за оне што си ми ги дал, зашто се твои, и се мој твој и твоето мој, и се прослави во нив. Веќе не сум во светот, но тие се во светот, а јас идам при тебе, Отче свети, запази во твоето име, оние што си ми ги дал, за да бидат едно, како што сме ние, додека бев со нив во светот, јас ги пазив во твоето име, оние кои си ми ги дал, и запазив, и никој не покина, освен одбителниот син, за да се исполни писмото. А сега идам до тебе, и ова му покажувам на светот, за да ја има во себе мојата радост полна. Јас им го предадов твоето слово и светот ги замрази, зашто тие не се од светот, кој што јас не сум од светот. Но не се молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од злото. Тие не се од светот, како што и јас не сум од светот. Осветли ги со својата вистина, твоето слово е вистина. Од име нешто ги испрати во светот, јас ги пратив во светот. И за нив јас се посветувам, за да бидат и тие посветени во вистината. Ама не се молам само за нив, туку се молам за оние кои според напливите зборови ќе поверуваат во мене, за да бидат сите едно, кој што си ти, Отче, во мене и јас во тебе. Така и тие да бидат во нас едно и да поверува светот дека ти си ми испратил. И славата што си ми ја дал, им ја дал, за да едно, кој што сме ние, јас сум во нив, тие се во мене, за да бидат во се едно и да разбере светот дека ти си ми испратил и нив си ги возлюбил како што не возлюби мене. Отче, сакам и оние што си ги дал да бидат со мене каде што сум јас, за да се те гледам мојата слава, што си ми ја дал, да ми возлюби уште пред да се создаде светот. Отче, праведни светот ми те позна, ама јас те познав. И овие позна дека ти си ми испратил. Им го јавив името Твое и ќе кажам дека љубовта со која ме возлюби ти, да биде во нив и јас во нив. И што го рече ова, Исус отиде со учениците своји преку потокот Кедрон, каде што имаше градина и во неја влезе он и учениците негови. Слава добротерпењето Твоему, Господи. Слушање святото Евангелија, мир на сите. Ке се читав второто старо Евангелие за славението Спасител наш Господа Исуса Христа на Ке се читал Светот апостоли
с Господо, свети Бога, молавме, щоб речува Исусову без ученице своите подкрепено, що имаше градина, и го не влезе учениците негови, а това место наши Юда писата, що предаде, защо Исус често си беше там, с учениците свои, дошли да земе на четвърници, и слугиот просвещници пресети бойде, там со фенери, со светила и со оружие, а Исус знаете се, що сте стане со него, излези им рече, Богу барате, отговоря Исус от Назарет, Исус им рече ясно, со нив стоеше и Бога, що го предаваше, а Бога им рече ясно, вие се поведва Назарет и пада на земята, тогаш повторно ги праша, Богу барате ти рекла, Исус от Назарет, Исус отговори, велико дека ясно, ако ме карате мене, оставете ги ови да си вода, за да се извърши словото кажено от него. Той вели, от ония, що се ми ги дал, никого не погуби, а Симон Петър, що имаше нож, го извади го присухата пресвещениките му осече десното ло, името на слугата беше Мал, но Исус му рече на Петър, стави го нож от поръчницата, за да не я изпием чашата, която ми я даде Отецът. Тогаш четата и войводата и служителите си пофади Исуса го връза и го отведва най-напред Яна, защото той беше бедно на Каяфа, който там беше просвещени, а Каяфа беше умой, що го посоветва юдейците дека е по-рано да умре да чули за народа. По Исуса беше Симон Петър и един друг ученик, и той ученик беше познан на просвещеникот и влезе с Исуса в дворът на просвещеникот, а Петър стоеше надвор кај вратата. Другиот път ученикот, што беше познат на просвещеникот, излезе и рече на вратата дека го водете Петър. Тогаш слугата вратата му рече на Петър, да не си ти еден от учениците на овој човек. Той рече не сум, а слугите и обовите бе запалили огън и стояха се греят и беше студено. Со нив стоеше Петър и се грееше, а просвещеникот прашаше Исуса за учениците негови за неговото учение. Исус му отговори, аз съм говорев явно на светот, ја секогаш поучував по синагогите и по храмот, каде што секогаш се собираја деците и дали ништо не се озборувал, зашто го прашував да ги ме? Наши ги они го слушале, што се озборувал, не знаеш што се говорил. Когато му рече това, едно от слугите стоеше близо, мудри Исуса Бога си рече, така да отговореше просвещеникот. Исус му отговори, ако рекох лошо, кажи го лошото, ако пак, добро защо ме биеш, тогаш го прати, вързан просвещеник Каяфа, а Симон Петър стоеше, се гледаше и му рекла, дали си ти едно от негови, той се окаже рече, не сум, едно от слугите просвещеникот беше родено, Петър умешал се да му рече, не те ми дозволите ме отминада со него, а Петър повторно се отрече, и видно Петър запия и го поведла Исуса Каяфа на судницата, но беше утро и диеме него на судницата, за да не се оспена, а да би може да я яда. Слава Тебе, Бог, слава Богу Тебе, Твоему Господи. Господи, спаси, помилуй се, Боже, Слава
Gdje se čitao Svetот apostol Evangelist Gospodov, Sveti apostol Матея, да внимаваме. Она време върните, що хвати Исуса Божия преко свещеника, където бея собениците страшните, Петър подходеше полето дали до свещенико и окако влез земната седна со слугите, за да го види крајо, а просвещениците срещите их цела се не отротара лажно сведочка против Исуса, за да го бият и не најдја, иако представили много важни сведоци не најдва, но најдва после најдва 20 лажни сведоци рекла, овој кажа Божа преку на Божиот храм и за тига го созида, и откако става просвещеникот го рече, ништо не одговора, што се значи повеќе од тебе, но Исус мълчеше, а просвещеникот му рече, законно Божиот Бог ли кажеш, ти си Христос, Синот Божий? Исус му отговори и рече, но би било от всякакви силно човечки, като сигурност на сината и като доаѓа на небесните облаци. Тогаш просвещеникот гласно и речниц му рече, отговори на Бога, каква потреба имаме повече светници, да се обучат на неговото поколение, како да се чини, а да отговори рекла, заслужува смърт. Тогаш доктор Каприца го вида образи, го бия и говоря, прорече ли Христе, те удри, а Петър седеше на Авгуру и се приближи до него и достоин го рече, и ти беше с Исуса Галилеецот, и кои се отрече пред сите велики, не знам що говориш, а това беше когато го видя друга и му рече, на оне ще е тамо. И он беше с Исуса Назарецот, и да повторно се облече с огледва, и го познал човекот. Малко добро се приближи, а оне ще стоя там и му рекла, Петър, наистина, и ти се облизаш да го да издава. Тогаш като почна да се пълни със закона, него познал човекот и видно запер Петър, и със сети Петър не се соби безболнично го рече, уште преда пробе Петър, и ќе се одречеш од мене. Па Петър излезе навън и плачеше горко. Слава да бъде премир Твое, Господи. Учитяме закони, прекрепяше сърце в Тя, Господи. Ваши ползи сте пастиря и разточици на святове, ученики Твоя, мождяще, не жели 12 мегавно представити ангелов, но тебе да изпълниция, янже явива пророки мои, безвестна и тайна, Господи, слава Тебе. Вишни отреса Петра, ягелчено и разнове, но принесите ви слези покаяне Божиот чистина и спасения. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и присно и во веки веков. Амин. Яко спасителна и най-празни, и света прилучна оба, сочную святую Него, Господи, си благоячни, Господи,
Господи, слышание святого Евангелия и наследие. Те се чита четвъртото здравено Евангелие за съдението на Спасител наш Господа Исуса Христа, внимаваме. Те се чита свето апостол Евангелист Господу, свети апостол Друга, да внимаваме. Волна време го поведа Исус от Кая в Господицата, но беше да го в Господицата, за да не се оскверна, а да ви може да яда Пасхата. Тогаш излезе Пилата и ги рече, защо го обвинувателно човек? Отговори му рекла, ако он не беше Господ, нямаше да ти го предадеме. А Пилат им рече, вземете го вие и судете го според вашия закон. Юдейците му рекла, не е дозволено за убиване никого, за да се искаме с Бога Исуса, че го рече, желая суката на смърти умре. Тогаш повторно влезе Пилат в Господицата, а го поведе Исус им рече, иди си цяла юдейски. Исус му отговори, само ти го поздравуваш, моя Бог ти го кажа за мене. Пилат отговори, да аз евреин ли сум, от народа свещениците предал на мене, що си направил? Исус отговори, моето царство не е от мой свет, ако беше царството мое от мой свет, тогаш моите сили за мене задам. Не е видам предата на юдейците, а на царството мое сега не е отговорен. А Пилат му рече, ти пак цар ли си? Исус отговори, и глеждате съм цар, я запроси рових за подгодов на свето, за да се речам за истината. Всекото, що е от истината, да слуша гласът мой, Пилат го рече, що е истина? И откак го рече, ова пак излезе при двоеците и рече, да сме наодян, какво вина воде го, но при вас съм обича да ви пущам дойде за Пасхата. Всякога ли да го пущам цялото юдейски пак, публикациите велики, не овой Варвара. Варвара пак беше разгони, тогаш Пилат го факт, Исус го чуваше, и войниците, кога спретват винеца търне, опада на главата и му обрекла, купурна наметка и перля, радува се царе юдейски. И го отдиля образите, Пилат повторно излезе народът им рече, еве бил избегнал надбор, за да разберете дека не наоѓа до него никаква вина. Тогаш излезе Исус надбор со трновинец и пурпурна наметка и рече Пилат, еве го човекот, а кога го видов го слушал следите за викање била разпини. Пилат им рече, земете го ви разпрете го и јас не наоѓа до него никаква вина. Юдейците му отговорија, и имаме закон според нашия закон да умре, защо сами се напред Син Божий, това го чупила по избор, повече се отнаши, и пак не за посудниците му рече на Исуса, откъде си ти? Но Исус не му даде отговор, да му рече, не ми отговораш, не знаеш ли би ти във вас да те разпред, и вас да те пущам. Исус отговори, не би имал никаква власт на нито беше дадено и възгоран, затова повърнали в Бога и почва да предате на тебе. Отогаш Пилат беше да го пущи, и юдейците ви казвайки, ако го пущиш, него не се отида на императорот, всеко ще се прави себе цар против на императорот, що почума сбор Пилат, изведи Исуса надвор и седна на судския стол, на местното преседика, витострото, а той не спигавата. Тогаш беше петък пред Пасха около 6 час и увеличен Пилат на юдейците, еве го вашиот цар, и вика, земи разходо. Пилат рече, царът ми ваш да го разхна. Просвещеници отговорија, ние немаме цар, оси императорот, и тогаш им го предаде за да биде слава на името Твоему, Господи.
Свите беззакони, што слишкаста спас нашего, беззакони блуди пророческа ученja, яко Бог се тепилато предати, и že Бога богатствува, избавителя душаши. И се поднимава и се свети нашите себе, и молови си да живота Христо, да и Господи, защо Твоя Ти слава, Ти си слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всекога, и во веки вековни. Господи, Месия, слушание святого Евангелия, мир на свете. Ти се чита петото страдано Евангелие за Светлица Спасител наш, Господи, се Христа да предаваме. Ти се чита Светият апостол Евангелие с Господа, Светия апостол Матвея да предаваме. Слава Богу, Твоему, Господи. Моля ви ми да ще предаде, повидели коля осъден се Бога и брат, десетите страница на посещните старичните галети, сгреши, от предаде в невина кръв, от има и кошко, вие се греша сега на това, и стигна ти, и от колко хвали съществениците му дано, излезе и отидете в себе си, просъщниците и мясниците легла, нече да се става върху на моята стаса, видите се цена за кръв, и откъде се соле твоя, и аз черната нива, за да погребва ангелови от други места, зато бъдете не стане да се прикрилна нива, това ще се споръче, като троните ми е повели, и би за крестните страници за надмъца легио, облацения са от Израилеви, и дадено за черната нива, като ще беше кажа Господ, а Исус застана пред правото от наша реки, или се цар от небески, Исусово Бога ти велиш, и благо Богу същност решението нищо не отваряше, тогаш му рече била, не слуша никого се връщат против тебе, и не му отбомни поледен сбор, ако ще правилно се чудеше много, а на всеки празник, аз се отбрани тинчо, че да отпушка на малко, поеден затворени, още от беше го отваряне, тогаш ще има един посрещ, проче затворени го варала, и кога се съобратил да рече, кога всяка да го почитам варвани, или Исуса нарече Христос, и ти знаеш ли кого бе предаден запис, во това време, кога била седеше на судо, жената повече да му кажа, не прави нищо на предавени, от мене се много послат на сон заради него, много разсъщите решите го, наговори я народо, да го измоли варва, а Исуса да го помогне. Тогаш правилно ти праша, Богу 20 саката да го почитам и отговоря варва, и да те рече, а що да направим с Исуса нарече Христос, отговоря си те, да биде разпнат, да рече, както зло направим от още по-силно за потребла, да биде разпнат. Била що видя нека нищо не помага, а с озгорела водната зеде вода. Измря се като нам рече, нели съм за кръвта на мои давени, мислете моя вие, отговаряйте целият народ рече, кръвта негова нека падне на нас и на нашите деца, кога ще го почти варава, Исуса му беше го гледа да биде разпна. Отдоа, правоходните войници взеха до Исуса в судницата и я собрат цялата чина против него, а откъде го съблекла, облекла културна наметка, изпекла тъновинец, главна глава и надла вместната на тръска и пъгайки на голина се, послема Еврея, радове се цари небески, и тука на него, и откъде взелата скъда, родина по малата, а кой го смея, и съблекла културната наметка, удоблекла металишка и го поведла на разпъване, на издъхване, средна е гудинец по име Симон, негово надграждане доноси Христос. Слава Богу Тебе, Твоему Господи!
потом Александру, ушто се враќаше поле, да му носи крсто, а Богова место Бога, што значи место на черепи. И му дава да пие вино со свина, а он не заде, нищо го разправи да зречето на него фрвајки и ждетка, ушто да земе, беше трето час и го разпна, имаше работи за вината негова царот небески, а со него разпна и 20 разбойци от десната негова страна до глебата, и се изпълни писмото кое вели, и беззаконици поставия, а милачето да ти глава го повегаля, ушто го имаш работи за твоя спаси себе си слезе от кръсто, исто така и като всичко се заедно с служителите, но се смее гърля. Други ли спасуваше, а се не може да се спасе, но изпод цялото време нека слезе сега от кръсто, а да видиме и да поведе. Слава Богу, Твоему Господи. Собрали люди ступила и спустиша, разбяха Господи, виником Тебе не отходивши, новина Господиша, и Тебе праведна Господиша, шание святого Евангелия и гласите. Ке се чита седмото страдано Евангелие за страния Спасител от наш Господа Исуса Христа да внимаваме, ке се чита от святот апостол Евангелист Господо, свети апостол Матея да внимаваме. Во на време кога дојдоа местото на Чорбовода, што значи место на черепи, му дадоа да пие од седмична сучолчка, но си не сакаше да пие, а што го разпре разделеништо некој филајки живи, па седе там и го пазеа, и му падаа на главата надпис со вината него обојси со самото дески, тогаш разпро се до 20 разбойници една десна страна до левата, а милувачите бидејќи слават главите своји, окулебеля, и што будуваш рамо за да ти се збуваш, спаси се себе си, ако си син Божи слезе од крстот, исто така и дошли заедно со сините старшите и фарисеите со посмева и говореа, любите ли спаси себе си, не може да се спаси, ако он царот небесен слезе да ги поведуваме во него, се да вршено Бога, и како измами сега како поведа неговото беше реко, син Божи сум, и разборите разпна се околе исто така, во 6 час, аз бите него цялата земја до 9 час, а по 9 час Исус согласи рече, или лансата, што значи Боже, Боже мой, зошто си ме оставил? А некој нешто пред нам, Божо, рекла, Богу, каквија. И веднаш едно от него да часете судјата на крилоцето, кој зададена на трска, продаваше да пие, видите пак галја, чекайте да ви дадете да ви го спаси. А Исус Бог не избира со глас, кој изпуши Богот и најдесна завесна правила, който е молил, земята се завесе и както пада и когато се отворя, е обилно, което свети воскресна, откато Твоето любимо воскресението него прегладно свети град и се яви на мнозина, а начално го нещо, со него почува Исуса Богов и разбира всичко, което стана, се оплаши да ви говоря, наистина мой Сино, Смилуй се над мене, Боже, по Твоята голема милост и по Твоята добрина очисти моите закони, най-напред измени тези, защото Те закони, много ясно знам.
Господовите сия, слышание святого Евангелия, мир на свете. Где се чита основното Евангелие, острадалител Спасител наш, Господа Исуса Христа, да внимаваме, где се чита Светът Евангелист Господо, Свети Лука, да внимаваме. Во време води двайца застолници, за да ги погреба со него, който е на местото, наречено Черепница, го разпна там него застолниците, едното десно, другото лево, а Исус рече: Отче, прости им, ако не знаеш що права, и кой ги гледаше да негови фулаждевка, рамо стоеше и гледаше се по слева, заедно со малко учениците влейки. Други спасени, да се спаси себе се, кой му Христос задаваме от Божий, и со таковници се подгрува со него, раздувайте се тему, и да слава се ти веля, ако се царът от еврейски спаси се Самио, и на него имаше надпис, напише на гръцки, латински, еврейски, ovo je car judejski, i da nas prati na stolnici kudеше на него велики. Ако си ти Христос, спаси себе си нас, а другият говори Бог иска рече: Заради от Бога не се плашеш, коли сами вите си осуден. Ние сме правилно осуден, защото не служи накаран според нашите дела. И он нищо лошо не направил. Порече на Исуса: Сети се на мене, Господи, който бъдеш на царството Свое. Исус порече: Истина тигала денес, като биде со мене во рајот, а беше опобител около 6 час и настапна мрак по целата земја до 9 час и сонцето потемне и грамовата завеса царат се купи по средината, а Исус извика гласно рече: Отче, по Твоите раци го предавам Духот Свой. И щом врче тоа издигна, а стотнико повиде што стана, да прослави Бога рече: Навистина човек беше праведен, и сиот народ беше собран да ме гледа, но видиш што стана се ветри судирење в гради, а сите негови познати жените, кои го следеа од Галилеја, стоја подалека го гледа. Слава да му тепели от Твоего, Господи. Нас радuje zdrada budite se, Господи, to Bogine Marija od Tebe i Gordološe, a što i raspijatite prečutije se svi, Bog tvoj. Što smešim telo mi slomešim, da si me Boga slobošu, da si me Boga slobošu, sluši Boga tijade i šaje. Разбойника благо благовойни час райни, сподоби си Господи, и мене древо прости, просвети и спаси меня. Господи, ти си аз, слышание святого Евангелия. Мир на свете. И се чита деветото страдало Евангелие на Спасител народ, Господи Христос, внимаваме. И се чита Светиот апостол Евангелист Господо, Свети апостол Йован, внимаваме. Слава да Богу Тебе, Твоему, Господи. Вона века Христос Христос е майка Негова и сестра майка Мария, която Мария Магдалина. Защото види майка си, че колко беше постояниче на майка си, жена от детето си, отговор ученикът епите майка, който част ученик на себе си, облазнете Исус дека се е свършено, за да се изпълни писмото рече: Жене су, там стоеше сам по солнце, и напасе судия волцето, по задача на тръски му донесла, пусна му негова, а Исус по силцето рече: се свърши, дойка преновете глава, преда Духот, и
Дејќи беше прикон греците на основната крстна самотна, от таза беше голем ден, дозволявте на да, и беше голем медицина, Продължаваме че големата на второ, че беше разпособило, а когато Исуса Богородица беше ли умре, и не мога беше големата, но евангелиците се покрили по водата, и най-на се изтичате в вода, и повие посведечи се на частото на истинство, и знае да кажа истина, за да поведете вие, от Бога стана, за да се изпълни писмото, кое вели, оскане да се свърши, и до писмо повторвени, погледна на Орихово слава Богу ми от Твоему Господи. Viste,
Божествен, Спасител наш, Господи, се Христа, да внимаваме. Слава Ти, Съчинител, Светата Апостолика, Христ, Господ, Света Апостола, Тия, да внимаваме. Слава Богу Тебе, Твоему, Господи, на година Петър, Сецова, Косеница, Месета, на Дирекла, Господа всеко редекорой, на човек беше рече, подвидните воска съм задума, да се причува гробо, да търпи ден, за да не отида ученици негови, моите вернука, да му речат на народ, воска с домовете, последната издома ти биде помощ от първата, и да им рече, имате стража, да ти им правите помощ, да знаете, и отидали се стража, да зведия гробот, и камено за печати. Слава Богу Тебе и Твоему, Господи. Си благословен Христе, Боже наш, Господа, да се греси, кошли се Ти, помилуй. Слава Ти, Христе, Боже наш, слава Ти. Слава Отца и Сина и Святого, да се греси, кошли се Ти, помилуй. Господи, 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 помилуй. Отче на Господи, Христе, наш християнски Бог, и апостол за нашето спасение. Помолите на Свята Майка, Божица Дева Мария, помолите на Святия Святого, да ни спаси, и благодати, че да ни закликава. Помолите на Святия Пресвятий, Господи, Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин, амин, амин. Во името на Отеца и Сината и Святого Духа, нека да се чествате верховни денови, посветени на страданието на Спасителя наш Господ Исус Христа. Ете, Светове завършихме 12-та страна на Евангелия, во кои видовме силното Господу да почуваше своите ученици, своите апостоли, както трябва да постъпува последното всякото свето възкресение. Да, силно що ги учеше да го практикува в свето за спасение на всяка човекова душа, да се държава. Нека да се